Откако некои новинари влегле во ослободениот пристанишен град Херсон без одобрување на украинската влада, владата им ги повлече нивните акредитации во Украина. Министерството за одбрана ја најави одлуката, велејќи дека новинарите ги игнорирале постоечките рестрикции. Членови на медиумската заедница побараа председателот Володимир Зеленски и украинските одбранбени лица веднаш да им ги вратат акредитациите. Меѓу оние што останаа без акредитација беше украинската новинарка Анастасија Станко, која влегла во Херсон сати по неговото ослободување. Беше важно да се биде таму поради атмосферата на славење што некои новинари можеа да ја пренесат. Тоа покажа дека Русија лаже кога вели дека украинските вооружени сили се вратиле и ги убиле сите во овој руски град. Не треба ништо да се измислува. Можеше да се види како локалците ги пречекуваат украинските војници. Главната уредничка на Украинската правда Севгил Мусаиева се согласува. Нејзиниот фотограф Дмитро Ларин исто така останал без акредитација. Це був дуже важливий сюжет з точки зору того, що люди... Беше многу важно да се види на видео како локалците ги пречека украинските војници. Докажа дека рускиот мит од 80% од граѓаните ги поддржале референдумите е погрешен. Украинското министерство за одбрана ја бранеше одлуката, велејќи дека било премногу опасно за новинарите да бидат толку рано во ослободениот град. Но Мусаиева вели дека документирањето на ослободувањето на Херсон било поважно од ризиците. Разбирам дека војната носи одредени ограничувања за новинарите, при ракетирање, посета на борбени зони и слично, но во овој случај беше премногу важно да му се покаже на светот ослободениот Херсон. Националниот сојуз на новинари во Украина исто така побара од Министерството за одбрана да ја промени одлуката. Властите и војното лидерство треба да им ги вратат акредитациите на новинарите, што го документира историскиот настан на ослободување на Херсон. И меѓународната организација Репортери без граници изрази загриженост за случајот, исто како и Комитетот за заштита на новинари. Не гледам оправдување за одлуката. Се надевам дека нивните акредитации ќе бидат вратени брзо и оти тие ќе можат да продолжат да известуваат од Херсон и од други делови. Неофицијални преговори за враќање на акредитациите на украинските и странските новинари се одвиваат од ноември. Се уште нема официјална одлука.